Почитувани мој добар ден. Вие сте со уште едно ново издание на Црвена линија, во кое што верувам како и секогаш ќе земете активно учество и секако ќе разбуди темата за која што ќе зборуваме огромен интерес да бидете во поголем број вклучени во денешната дискусија. А еви за што ќе зборуваме. Стапката на ДДВ за електрична енергија од 10% ќе се враќа на 18%. Вака изјави вице-премиерот за економски прашања Фатмир Бетики. Помина ли економската и енергетската криза според вас? Дали тоа го чувствувате и дали зголемувањето на ДДВ-то е последица според вас на покачувањето на платите од 78% и договорот за коридорите 8 и 10Д? Секако тука ќе ве потсетам дека до нас се стига со телефонскиот број 023070005, секако 5 линии се активни, а доколку имате желба и секако да го дадете и впишете вашиот коментар, тоа можете да го направите на Facebook Црвена линија, каде што целосно може и да лајкнете и да шернете и така натаму. Ке потсетам дека имаме профил на Црвена линија и на Твитер, а темите секојдневно се објавуваат и на профилот на Телма телевизија на Фејсбук. Но на што секојдневно посакувам и алудирам до вас е секако и на Инстаграм задолжително да не заследите, бидејќи така ви се отвара можноста активно да земете учество во анкетите кои што ги објавуваме. Па така доколку кликнете на Инстаграм стори, денешната анкета е дали ќе се пополни буџетот со покачувањето на ДДВ-то на струјата. Две опции за одговор, да или не, а во колкави проценти одговорено со да или не, ќе откриеме таму некаде по рекламите. Во продолжение, еве ќе се загриеме за денешното издание на Црвена линија, токму со изјавата на вице-премиерот за економски прашања, господинот Фатмир Бетики, кој што ја даде во рубриката Да се кажеме со Горан Петрески утринава во утринската програма на Телма телевизија. Ние кога донесовме пред година и пол мерка за ублажување на состојбите со енергетската криза, една од мерките беше намалување на ДДВ-то и тогаш најавивме дека таа постепено ќе се врати, затоа што секако не сакаме да нанесеме поголема штета на приходната страна во буџетот. Се прават последните анализи дали ќе остане на стапката од 10% или може да се врати на 18%, при тоа да товарот падне целосно кај граѓаните. Анализите си при крај. Тендерот го објавува Евена Хом. Вообичаено мислам дека го објавува некаде почеток на јуни. Така да тоа е за брзо време, а ЕСМ доаѓа со предлог за каква цена ќе понуди кон Евена Хом. Некаде при крај на јуни би требало да се дефинира регулаторната комисија за енергетика, ќе може да дефинира нови цени за тарифите од 1 јули. Значи во момент не можеме да имаме конкретен одговор дали за околу цената на струјата? Па не, затоа што се уште има, да кажеме, месец и пол напред, кои што значат многу во овој сегмент, затоа што ние не зависиме само од домашното производство на електрична енергија, зависиме од цените кои што се движат на берза, така е процес, но мислам дека како што беше веќе последните година и пол, ќе биде исто, одлуките ќе бидат донесени во полза на граѓаните и тие најмалку да ја почувствуваат кризата. Ете, ја слушнавте и изјавата на вице-премиерот за економски прашања Фатмир Бетики, кој што ја даде во утринската на Телма, а сега е наред да слушнеме што ќе кажете вие. А еве и прашањето го објавивме, така да оние кои што можеби малку подоцна се вклучија. Она што конкретно ве прашуваме е дали зголемувањето на ДДВ-то е последица на покачувањето на платите од 78% и договорот за коридорите 8 и Д. И според вас дали имате чувство дека помина економската и енергетската криза? Ке потсетам дека оние кои што сега го активно ќе се вклучат телефонски во Црвена линија, нема да пропуштиме
пустиме да ги прашаме и во однос на она што ги прашуваме инстаграмџи, а тоа е денешната анкета. Дали верувате дека ќе се пополни буџетот со покачувањето на ДДВ-то на струјата, и тоа од 18%. Ако веќе имаме гледач, почнуваме секако со вас, па и го велам првото добар ден за денес. Ало. Добар ден, во црвена линија сте. Ало, добар ден. Па да бидам кратка, јас се јавам прв пат вашата телевизија, тешко дека ние од југот тешко добиваме тука број да се јавиме, ма вака. Прашањето е да. Добро, а еве сметате ли според вас, имате ли чувство дека помина економската и енергетската криза? Не, Боже сачувај, не. Никако, тек сега ние ќе одиме. Вака да ви кажам, ја на кратко или се. Битно е, они си ги покачија платите, али битно е народот осиромаштува. Секое нивно луксузирање го плаќа народот. Ама овој народ, зашто не станува или зашто нема, да кажеме, граѓанска непослушност, тоа се нашите деца ангели, што ги гледавме, ги одраставме, ги исколувавме и куферите си замина. Тие деца работат во странство, во било која земја во странство, само подалеку од Македонија, и тие праќаат по некој денар, излезе обратно место. Ние децата да ги гледаме, тие нас не гледаат. Затоа Македонија и македонците си спие на едно уво. И нема социјални немири, да кажеме, или нема реакција на сето ова што се случува, бидејќи децата ни праќаат по некој денар, за да сврзиме, значи не да живееме, да сврзиме крај со крај едвај. Да. Дали ме разбирате што сакам да кажам? Така, ве слушаме цело време. Да. Па драго ми е дека прв пат се вклучивте во црвена линија, се надевам нема да биде и последен пат, и благодарам и ви што го пробивте мразот во ова денешно издание на црвена линија, така ќе се изредам, што значи и ве го слушнавме и првото размислување. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Добар ден. Добар ден, па еве. Добар ден, поминаа ли економската и енергетската криза според вас? Не. Нема ништо да могаш. Чука да парите ништо. Тоа е безам. Куче, како данците стават? Не да Марија. Како живеат сега? Безам. Нео, тоа е преваранти, невидени преваранти. Лопови. Безам. Безам, што прави тоа македонски народ. Што гледам. И докаде ти не оди ова. Според вас, дали ќе се пополни буџетот со зголемувањето од 18% на ДДВ-то? Не, нема да се склоним. Буџетот не се годи. Не. Многу треба буџетот, толку пари треба. Не само толку. Многу пари треба. Тоа е тоа ти не. Благодарам многу за вклучувањето. Ке подсетам 90 секунди се за секое јавување, а доколку сметате дека треба да имате нови 90 секунди, отворени сме за повторно да го завртите нашиот број и во продолжение вклучуваме нов гледач. Добар ден. И друго, па тоа. Имам минути уште. Ве слушаме, добар ден, во црвена линија сте. Па на болни, на изнемоштени, а не направи здрави да дават. Што ви кажа? Дали ме слуша гледачката, бидејќи е веќе во програма во црвена линија? Они нема да не Јас уште еднаш ќе проговорам и верувам дека од тебе приемникот ќе ме слушнете, но најдобро е да го намалите тонот на телевизорот. Го молат да намале телевизорот. Па не ли е свесен да го намале сега? Добар ден. Па толку време зборот. Добар ден, дали ме слушате? Да напоменува. Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Дали се слушаме конечно? Добро, јас ќе продолжам со твитерџи и верувам, еве, уште еднаш ќе подсетам, техничките правила се тие, значи го вртите бројот, ве вклучуваат во програма и ве молам намалете го тонот на телевизорот, се разбира целосно, за да зборуваме преку слушалка и да немате впечаток дека не сте воопшто вклучени и да имате впечаток дека ништо не слушате. Добар ден. Најверојатно и јас
Ало? Еве, се слушаме. Добар ден, на линија сте. Јас сум баба Роска. Здраво, баба Роска, како сте? Здраво, Злато. Знаеш дека немам телевизор, прашувај ме. Еве, баба Роска, да ве насочам тишина. со оглед на тоа што сте ни редовен и голем обожавател, па дури и кога не работи телевизорот или го немате, сакате да учествувате. Па Да. еве зашто зборуваме. Според вас, дали помина економската и енергетската криза и дали зголемувањето според вас на ДДВ-то е последица на покачувањето на платите од 78% и договорот за коридорите 8 и 10? Добро разбрав, вака ќе кажам. Јас имам ќерка што и се покачи платата, ама ми е криво, треба да ја намалат. Зашто она да зема толкова, ја 15.000 да зема, ако ми е ќерка? Оваа влада нека се освести малку, нека даде на болнице, нека даде на старите, нека даде на ние што имаме по 15.000, по 10, по 20, па и 30 не стасува. Нека намалят на нив, нека накачат на нас, па да живеемо срекни и они и ние. Ни они можат без нас, ние без нив. Таа е мојата желба да ни поручам на и да ни зачуват Македонија, да не ни ја продават ден по ден. Баба Роска, еве како коментирате тоа што ќе се зголемува 10% ДДВ-то на електричната, на 18% на ДДВ-то на струјата? Од 10 на 18. Ќе покачува пи? Да, на 18. Па срамота не ли тоа? Како со 15.000 ќе ми покачат струја и да плаќам? Како можам да платам? Благодарам многу, баба Роска, еве што активно се вклучувате во секој издание на Црвена линија. Продолжуваме секако со вас. Го гледате прашањето, па да слушнеме кој ќе биде и одговорот. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Добар ден, во Црвена линија сте. Поздрав многу до тебе Голем и до поздрав сите и до вас. гледачи. Да ти кажам, јас сум во програма? Да, ве слушаме, повелете. Слушам, добро. Да ти кажам наискрено, многу сум разочарана. Кога рече Преска Бетичи, викам, не знам, не могу знам ни презимето добро да му го искажам. Значи, кога рече све во корист на граѓаните, што во корист на граѓаните, ништо не видов. Каква економска криза, се ни е скапо, цена не се живее веќе. Значи, стварно сум толку разочарана. Они си ги качија платите, они уште ќе си ги качуваат, гледаат ние дека си молчиме, ќе си ги качуваат, ќе си живеат боговски, ќе си имаат за 100 животи, а јас што немам леп да јадам дома, мислам, не јас лично, јас како јас, него уопште народот. Значи, уопште мува не ги лази. И се што ќе качи 18%, па после као па после ќе речем ај не качуваме 18, ќе вратиме назад, деме као ние сме добри. Си играат со нас, значи како што сакаат, сваќаш? Истото беше на почетокот која ни кажа дека ќе немаме струја, па после, ете, имавме струја, видиш, ние све направивме за вас, значи ништо не направија за нас, аман веќе, нека не се удараат у гради, дека направиле нешто, Тина ништо не направиле. Многу сум разочарана, верувај или не, имам некои проблеми здравствени, не можам на лекар да си отидам и за тоа сум вака негативна. Значи све ни се упропасти, све ни се уништи и имам ли ја пари сега да отидам приватно некаде, имам ли термин да отидам? Значи ништо не ни функционира. Така едноставно, извини што избегав од темата, ама крајно сум разочарана. Поздрав многу и не знам, само Господ нека ни ја напоможе. Поздрав многу. Благодарам многу и секако ви посакувам се најдобро, но и да останете и понатаму со Црвена линија и да проследите што ќе кажат и останатите гледачи. Добар ден. Добар ден, Македонијо. Добар ден. Па, зголемување на ДДВ, да, веројатно е последица на покачување на незаслужено покачување на плати нови, нели, лоши функционери во власта и веројатно за овај договор за коридори кои без проект ќе правеле автопат, а всушност пари нема, а и сега зголемувајте даноци, грабе од сиромаштијата, а грабат за себе само, тие се премногу себични. Не знам толку кој нормален човек гласа за нив за толку себични луѓе. Значи, ништо добро не направија, не само во овие 7 години, еве да речеме од независноста наваки, оваа партија СДС не направи ништо добро за Македонија. Само фабрики ограбува, уништува, работници брка, за себе
си имаат големи дебели пензии или плати, како нели Бранко што има нели тамо некаде околу 2000 евра пензија, а тие што ги уништи тој, како работници стечајни, немаат ни 200 евра пензија. Која е та правдина Титова југословенска од ова југословенска СДС партија? Такви се тие, како Тито себични, само за себе луксус голем, себични, а за сиромаштијата и народот како црнци. Ако памтите, овој како го вика Пендаровски рече стока, за нив ние сме робови стока. Благодарам за јавувањето во Црвена линија. Јас ќе направам една напомена за понатаму. Разбираме дека голем дел од гледачите нормално може да бидат и гневни во однос на одлуките, но тоа ве молам нека не биде како да кажам, причина за да ги користите, нели, да користите во излагањето погрдни, навредливи зборови и секако не зборови кои што алудираат на насилство и омрза. Добар ден. Добар ден, Тино. Во Црвена линија сте. Па еве, како го коментирате ова најавено покачување на ДДВ-то на струјата на 18%? Па точно се подесува со коридорите во исто време, таман да ги изгласа законите што се тие 5 за работите на коридорите, таман сега со струјата ќе се поклопи и со нивната плата што е зголеми, од каде пари? Од граѓаните. А дека до сега не сме плаќале електрична енергија, 6-7 000 плаќавме до вчера, 5 000. И да го прашам, тој Бетичи рече од март дека по 1000 или 1500, не знам кој што има до таа пензија, не знам дали некој човек зема. А точно кај него луѓето дава. Јас немам, меѓутоа од разговор со колеги и колешки слушам дека таму дава барање за тоа, а ниеден од нив нема динар добиено. Нека одговори на тоа прашање. А дека е точно дека парите се за таму и од каде да ги соберат се знае од граѓаните. Тоа е нормално. Значи толку се очигледни, видливи да што мислат дека не разбираме, не знаеме ли, не знам, не можам да ги сватам уопште. Као да ние не сваќаме што се случува. Зашто сега да накачи? Зашто сега? Нека одговори. А не отишол таму телевизија, не знам у која, у ваша или у која место. Да, на утринската на Тилма беше гостин во рубриката Да си кажеме со Горан Петрески. А благодарам вие што секако бевте дел од ова издание на Црвена линија. Продолжете да не слушате и гледате. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден. Добар ден, Тина, како сте? Добро е. Еве, сега очекуваме да слушнеме што ќе кажете во вашите 90 секунди и кој ќе биде вашиот одговор на нашето денешно прашање. Односно, дали зголемувањето на ДДВ-то за струја последица на покачувањето на платите од 78% и договорот за коридорите 8 и 10Д. Токму така. И двата фактори влијаат на зголемувањето на ДДВ од 10 до 18%. Како ќе се наполни ова државна каса, за да има за хотелјачите и за премиерите по 2000 и кусур евра плати. Тоа е срамота од народот, од нас грабат, од нас земат. Порано имаше 3 класи, богати, средна класа и сиромати. Сега се останати само сиромати и екстремно богати, збогатени со крадење, со лажење, со грабање од народот. Срамота. Кај ќе им оди душата? Дали воопшто тие луѓе имаат верба во Бога? Имаат поколенија? Дали се свесни дека Господ све гледа и слуша? За џабе не е поговорката. А еве, според вас, помина ли економската и енергетската криза? Не, тоа е на глобално ниво економската и енергетската криза ќе траат уште многу години, како последица на ковидот и на војната во Украина. Нема оваква логика да е помината енергетската и економската криза. Како кога народ свртете се само погледнете по контејнерите после 10 часот навечер, тогаш фрлам ѓубре.
Така, благодарам многу еве што ја искористивте можноста и вие секако да го споделите со јавноста вашиот став. Малку ќе одиме на Твитер, еве што издвоивме, иако нели акцентот секогаш го ставаме повеќе на вас. Национална развојна стратегија има објава денес во утринската на Тилма со Горан Петрески, беше заменик председателот на владата на Република Северна Македонија, задолжен за економски прашања, Фатмир Битики. Дискусијата беше насочена на процесот на креирањето на националната развојна стратегија. Па еве според вас поминаа ли пред економската и енергетската криза? Добар ден. Добар ден, Македонијо. Јас барам прошка од вас, пошто само цитирав. Не кажав навредливи збор, туку цитирав изјава на функционер. Ај сега, денеска читам на Фейсбук за во Полска, за споредба. Ги укинуваат патарините по автопати низ Полска. Замислете човек, значи, која споредба, кај нас овдека на автопат што ги изгради ВМРО и Груевски за Штип, нели, Скопје Штип, воведува патарина, а не изградија ни километар автопат во овие 7 години. А патари им обедуваат, даноци зголемуваат, не знам, 300 давачки зголемија, акциза на нафта зголемија за 20 денари на литар, и од тука само уништуваат. Јас да ве прашам, луѓе, кој зголемува даноци? Оне кој не знае да води економија. Во време на ВМРО и на Груевски се отвора фабрик, имаше градење на секаде во цела држава, автопати, булевари, улици, фабрики, спортски сали, културни центри, домови, се градеш, имаше развој Македонија. А сега има само банкрот, уништување, грабежи и обезличување на се наше македонско. Затоа за нив е излез само да зголемуваат даноци и да крадат само за себе, само за себе. Да ве прашам, луѓе, дали заслужуваат 80% зголемена плата оние кои играат фудбал во кабинети, додека живи деца горат во автобус? Или... Благодарам за вклучувањето во црвена линија. Одиме со Твитерџи малку. Кашлица има напишано: за претениците 78% покачување на платите, а за граѓаните 8% покачување на ДДВ за струјата, но факт е дека се најавува 18%. Како и да е, ете, тоа е дел од она што го коментираат Твитерџи. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Во црвена линија сте. Па не ли рекоа дека ДДВ-то ќе го звалемат? То се овој македонски народ толку буни. Нека се стрпи 2024 ќе има избори, Белгим ќе дојде ВМРО и ќе потече мед и млеко низ држава. И сите ќе бидеме среќни. Според вас заврши ли економската и енергетската криза? Како ви изгледа? Па делимично е завршено. Па рекоа дека ДДВ-то ќе го вратат на 18. Што се буни тоа е македонски народ? Ти реков, ќе потече мед и млеко, кој ќе дојде Мицкоски и мед и млеко и сите среќно ќе живееме. А еве според вас дали ќе се пополни буџетот со покачувањето на ДДВ-то на струјата? Буџетот, па, не знам дали ќе се пополни, ама тие што земат пензии до 13-14 илјади, а собираат фискални сметки и земат секој 4 месеци по 2000, ја не знам колку треба да се направи промет, то пензијата од 14.000 да се добие 2000 на секој 4 месеци. Таа тема некоја треба да ја отворите. Ќе ја земеме во предвид секако? Така. Имате ли уште нешто да додадете? Имате уште некои десетина секунди? Ако е тоа се, благодарам многу и вам за јавувањето во црвена линија. Ве прашуваме дали зголемувањето на ДДВ-то за струја е последица на покачувањето на платите од 78% и договорот за коридорите 8 и 10. Добар ден. Добар ден и убав ден. Најубав ден и вам секако. Па да ви кажам, ова е срамота, циркус, не знам кој уште друг збор да го кажам. Како не им е срам? Значи сите знаеме, за нив пари имаш, од кај ги најдоа парите закупани негдека. И сега, ајде, ќе го крадеме народот и ќе има за нив секако. Ова е, што коридорот што направива милиарда и нешто, не ли е срамота?
Нели ова срамота и греф за луѓето ги оставаат народот да не може да преживее. Види луѓе не можат лекови да купат, храна не може да купат, они покачуваат. Па како не им е срам? Дали имат малку чувство, бре? Па не може, бре, оваква криза, ние сме во криза. Значи ова не е нормален живот ние што го живееме. Па видите што се случува во Германија, во другиве држави. Сите се во рецесија. На некој начин. Ние сме катастрофа. И на сето тоа кај нас изиграваат кавалери. Колку е убаво кавалер да изиграва со народни пари, значи алао да име. Ова се луѓе што живеат буквално, ја да речам, во параноја, не знам некој збор да го кажам. Значи они сами себе си се лажат и си мислат дека е така. Така да ова е срамота невидено. Треба цел народ непослушност да прави. Видите во Рачиново од 2006 година немаат платено струја за овие, кажи ги, пумпите за вода, за што им се. Кој ние тоа плаќаме сега све? Затоа покачува ДДВ од народот да украдат од тие што сме плаќачи, да платат нам некој што ужива без пари он дека. Значи ја ова не знам каде го има во светот. Благодарам многу и драго ни е што ве имаше во црвена линија. Сега кога продолжете да следите и понатаму. Добар ден. Добар ден, Тина. Па еве, како го коментирате најавеново покачување од 10 на 18%? Ништо чудно и никаков криминал. Овие од опозицијава големо искуство имаат за кражби и криминали. Во главата им е само кражба на народот. Кажете ми како беше во струјата 18% ДДВ преди 2 години? Од короната настана проблеми, турбуленции и ја намалија. ДДВ-то се намали, сега се враќа. Што значи тоа криминал? Скопје 2014, бродови во Вардар, пални. Немојте застрамете за кражба. Вие знаете што нивниот туристички водеч на Аурора, господинот професор од опозицијата, нашол да ги лаже провинцијашите, ама не свесните граѓани. И овие кои изборуваат. Зар ДДВ е кражба на народот? А еве кажете ми дали според вас чувствувате дека помина економската и енергетската криза? Не е помината економската криза за струја, за све. Знаете зашто? Зашто за Скопје 2014 се потрошени 800 милиона и 1 милиарда не изградија хидроцентрала. Ги потрошија парите во вода, во што? Во палми, во бродови, во споменици и сега овие крадене. Овие не се цвете за мерицање. Затоа што ги оставија криминалците на слобода и сега да ги нападјат. Лопов го прикажува. Срамота е, не знам, нешто ме иритираат и ми се креват и притисок и све, и затоа вака се изразувам. Секако ќе ни биде драго да бидете дел од црвена линија, тоа важи за сите гледачи и секако потрудете се колку и некои работи и одлуки да ве иритираат, секако да не останете во добро здравје и добро расположение. Но нашето расположение е секако фокусирано кон тоа да слушнеме што мислите вие и кои се вашите ставови. Па ајде да слушаме кој ќе биде следниот одговор. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Фала ви, сакам да коментирам врски со темата. Ја го оправдувам ова 18% покачување од причини, што исто најавија, мислим дека е најавено од 1 јули, ќе имаме пак ефтина струја 2 часа дневно. И мислим дека ова е добро за народот. И сега не знам, овие само опозицијата многу критикува некои работи, не треба така. Треба некои работи да се согледаат реално. Сега сакам исто да искоментирам за нешто, ако може, 2 збора за уставните измени. Сакам да кажам за тоа дека треба опозицијата ВМРО конкретно да припате ова случај. Еве, друг излаз немаме. Тоа е. Би сакали ова да слушнеме од вас. Според вас, чувствувате ли дека помина економската и енергетската криза? Па, да ви кажам и помина. Еве, и може би пак и оопште за струјата да кажам, треба после 12 час од овие малите градови што нема потреба од 12 до 4 сата, гледам улиците сите светат.
а нема никакво движење, нема никаков промет на народ. И може би да се размисли сега дали сум во право, дали не, треба тогаш да струјата поединични улици да имат, да се направи некој што. Нема потреба, гледам, после 12 сијалици свете. Така, благодарам многу за јавувањето. Ке подсетам за оние можеби кои што прв пат се вклучуваат во црвена линија. Ве молам, внимавајте и на тајмерот, 90 секунди е време излагањето. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Па, да кажам ја нешто. Секако ве слушаме. Чиме помината, значи, енергетската криза и ова економската, а тогаш нека ги вратат сите цени, како што беа пред 2 години, на сите артикли, и на струјата, и на све, па нека дигнат 8% ова ДДВ. Тоа е мој предлог. И тој битики, кога беше у опозиција, вака, така, онака, ништо. Сега најлоше министер. Ајде, според вас, помина ли економската и енергетската криза? Па ете, ако сте поминати, како што кажал и тој, ако е помината... А според вас, дали чувствувате дека се поминати? Вие како чувствувате? Не е помината. Така. Ке се полни ли буџетот еве со ова покачување? А како нема да се полни, затоа они си ги покачија и платите 78%. Што ќе правиме ние, ја не знам. Со пензии, мали и со све. Така, ако е тоа се, ви се заблагодарувам и секако препорачувам да останете со црвена линија и со програмата на Телма. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Видете се, да не бараме социјални трансфери од државата, да се лутиме зашто се ДДВ-то се покачува на струјата, се враќа на 18%. Ама неразбирливо, од една страна бараме социјални трансфери од државата, од друга страна викаме да не се покачат даноците, да не се покачуваат цените на горивата и останатото. Државата живее од тие даноци. А, знаете, последно време почна многу да ми смета давањето на некоја етничка конотација на некои девијантни појави. Знаете, 70% од скопјани не плаќаат вода, ама се лутиме зашто рачиновци не плаќале струја. Па мислам дека или 50% скопјани добива цело зимо субвенционирано парно грејење, ама се лутиме зашто за нешто друго. Мислам, дајте да почнеме да ги гледаме реално работите. Да ги притискаме тие што се надлежни за таа работа, да си ги собираат парите. Но не на етничка основа да даваме. Затоа што, пазете, што да кажат албанците за крстот што свети, која плаќа струјата на водно? Сакам да ги прашам сите, ако е веќе така. Јас сум православен, ама сакам да прашам, дали некој дали што ќе кажат они за струјата на водно која плаќа? И со таков вокабулар само правиме уште полоша работа. Така, благодарам многу за јавувањето. Сега ќе ви прочитам еден твит од Даниел Анастасов, кој што практично одговара на... Твитот е коментар во однос на изјавата, односно на овој наслов. Денес се изјави од страна на премиерот Димитар Ковачевски дека целта е да повторно направи да имаме подобар стандард и стандард кој што беше препознатлив по тоа што беше подобар од чесите, словаците, пољаците и бугарите, како што вели, како што имавме во Југославија. Даниел Анастасов напишал: Другар Ковачевски, во Полска, барем во моментов, платите се 1000 евра минимум, па нагоре. Цените во маркетите се пониски од тие во Македонија. За месо и до 25 и 35%. Возовите возат со 180 км на час и доаѓаат на време. Поштата функционира, а за здравство и да не правиме муабет. А ние секако разговорот со вас го водиме на тоа дали зголемувањето на ДДВ-то според вас е последица на покачувањето на платите од 78% и договорот за коридорите 8 и 10Д
Имате ли чувство дека конечно завршија економската и енергетската криза и дали со ова повторно, односно со покачување од 18% ДДВ на струјата ќе се пополни и буџетот? Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Благодарам што постои црвена линија и што успеваме ние усијаните глави да вртиме и да фаќаме и да кажеме оно што го мислиме. Што да кажам, да му се благодарам на претходниот соговорник како така успева да направи добри споредби што се штетни и за Македонија и за самиот него. ДДВ, МДВ, кај нас покачуваат, снижуваат струја. Кажуваат дека 90% од државата имаме влогови, а поскапа струја, повеќе пари даваме за струја. Некои села не даваат денар за струја, ни за вода, ни за струја, ни за ништо. Државата покрива. Успеа човекот да направи споредба со крстот наводно и другите што се антикрст луѓе, а не кажа дека во Дебарца, Евана, СМ, што добиваат милиони секој месец, на месец, 2-3, владата им преведува, им дава само да е мир. А чии пари дава? Македонски пари дава. Дали според вас, ве молам, дали според вас имате чувство дека помина енергетската и економската криза? Кај нас енуски е кризата, кај нас енуски е со ваква влада, душманска влада, со ваква арнаутска влада, со ваква душманска опозиција. Продолжуваме со вас. Добар ден. Дали се слушаме? Јас себе ќе потсетам за што всушност зборуваме и се надевам дека ќе се држиме до темата. Оно што сакаме од вас да го слушнеме и како корисници и граѓани е пред се дали имате чувство дека помине економската и енергетската криза? И дали според вас големувањето на ДДВ-то на струјата од 10 на 18% е последица на покачувањето на платите од 78% и договорот за коридорите 8 и 10Д и дали на овој начин ќе се пополни буџетот? Добар ден. Дали се слушаме? Добро, во продолжение повторно еве ќе прочитаме твитови. Одиме со Константин со оглед на тоа што долго време се дебатира на Твитер околу цените, поскапувањето на струјата и така натаму. Ова е еден твит од 31 март. Струјата, Константин напишал, на берза за тоа време зборуваме е околу 100 евра за мегават, тоест 1000 киловати. Во блок 1 кај нас киловат без ДДВ е 4725 денари, значи мегавати е 4725,57 денари, што е 77 евра. On top of that, односно на врв на сето ова, има надоместок од 2,6795 денари по киловат за пренос плюс ДДВ, што значи слично како да си ја купуваме на бирза или ја не разбирам нешто. Ова му беше коментар кога беше објавено дека просечната цена на струјата на ХУПС берзата денеска е 99,97 евра за мегават час. Но ние она што сакаме да слушаме од вас пред се како граѓани и корисници кои што плаќаат сметки, дали зголемувањето според вас на ДДВ-то на струјата е последица на покачувањето на платите и договорот за коридорите 8 и 10Д, ќе се дополни ли буџетот еве со ова и помина? Имате ли чувство дека воопшто помина економската и енергетската криза? Добар ден. Дали се слушаме? Добро, најверојатно и јас ќе потсетам нешто подоцна дека секако 5 линии се активни. Ако веќе имаме гледач, веднаш преминуваме на вас во интерес на времето. Добар ден. Дали сега се слушаме? Да, се слушаме. Драго ми е, во црвена линија сте. Вака, економската криза не е ни помината. Пошто прашувате на одговорот.
ниту ќе помини економската криза. Сега, пред се сакам да и честитам на ова влада, што е толку способна да го, бидејќи јас сум од, да речем, електроинженер, што е толку способна да го манипулира народот, дека ќе му воведи ефтина струја. Абе, луѓе, дали гледате другите бројки, вели, ќе воведиме ефтина струја, а гледате за трафостарици, за мрежи, го зголемува, ДДВ-то го зголемува. И зашо добивате вие? То ти е исто како за ТВ претплата за македонска телевизија, што на времето шеќериска го метна во горивата, во бензините, во нафтата, и сега радувајте се народи, не плаќате телевизија. Абе, плаќате, ама на друг начин. Што да ви кажам друго? Според вас имате ли чувство дека ве помина енергетската и економската криза? Одговорив за тоа, дека нема ни да помини. Одговорив на тоа одпрво. Ќе им помини времето. Нема ни да помини економската криза. Чекајте сега со коридорите 8 и 10, тоа кој ќе го плаќа сам народот. Ајте, молам тина. За ним да. Благодарам за вашето јавување. Тука е уште еднаш ќе ве потсетам, секако се уште е активна Инстаграм стори анкетата, се уште имате време да не заследите и баш би сакале да слушнеме во процентуално кој како одговорил од сите вас кои што не следат на Инстаграм. Ќе потсетам, прашањето е дали ќе се пополни буџетот со покачувањето на ДДВ-то на струјата. Две опции за одговор да, не. Кликнете, а секако наскоро веќе по рекламите ќе бидат соопштени овие резултати. Одиме со гледачи. Добар ден. Дали се слушаме? И јас еве ќе се обидам, уште една шанса ќе дадам. Добар ден, верувам дека е и намален тонот на телевизорот со оглед на тоа што мора да признаеме дека мора да го повторуваме тоа. Ево уште еден твит ќе прочитам, па преминуваме на гледачот. Кваква топ има напишано. Франција. За 10 центи го запали Париз, овие за дупло покачување на ДДВ уште и ќе ракоплескаат. Дали размислувате кога велите дека сме или дека ќе бидеме држава со сите атрибути? Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Најверојатно, ова е една ситуација која досега не се случила, но по гласот предпоставувам дека гледачот беше дел од малолетната публика, но црвена линија може да ја гледа секако малолетната публика, но за вклучувањето секако на темите за кои што дискутираме е над 18 или можеби некоја година минус, но секако црвена линија е наменета за оние кои што се разбира се дел од овие проблематики за кои што говориме. Добар ден. Добар ден. Повторно во црвена линија. Ало. Ве слушаме. Ме слушате ли? Да, повелете. Тина вака. Јас сум сега посталозен, посмирен, само едно да им порачам на граѓаниве. Дека не се зголемува ДДВ-то. ДДВ-то се враќа на старата така, од 10% на 18%. Да. И тука нема никаква вртлама за зголемување на струјата, си се враќа, ние имаме најефтина струја во цела Европа и Западен Балкан. Како ја плаќаат со кредити, со позајмици, едно тоа е нивна работа, не навлегувам. Вистината нека ја прикажат, а не зголемување, немало. А име дали тоа што ќе се врати повторно на 18% е знак дека заврши економската и енергетската криза? Не, криза ќе имаме. Криза ќе имаме за струја, меѓутоа гасот паѓат на берза, ќе видиме со Русија што ќе видат и дали ќе дозволи тони да влегуваат газ. Што се однесува за платите, што плаќат опозицијата, дека го прашаат шефот, добро, не е пратеник, нивните пратеници од опозицијата колку земаат лични доходи. Тоа важи за сите функционери, не е само за власта. Едно научите граѓани на Република Македонија. Зголемување на плати важи за сите и за опозиција. Зашто опозицијата не стана да ги врати тие проценти?
Зашто магла само сеете? Немојте. Вистината, ако ја прикажете, ќе успее Република Македонија. Благодарам за јавањето. И уште еден твит од Франк. Има напишано на 31 март. Што повеќе издадени фискални сметки за скенирање, толку повеќе ДДВ во буџет. Што повеќе ДДВ во буџет, толку повеќе покачување на платите на функционерите. Сакав да прашам до кај сте со скенирањето, ги собравте ли фамозните 2100 денари? Добар ден. Ало? Еве, враќањето повторно на 18% од 10% ДДВ на струјата. Дали сум на линија? Да, ве слушаме. Чекаме што ќе ни кажете. Да, во црвена линија сте. Видите, ова што темата малце ви е не одредена ви е темата. Како не е неодредена? Дали ДДВ-то ќе покачи на сметка? Се враќа повторно на 18% од 10. Нема тоа многу да покачи. Нема врска нити со покачување на платата што каже Уставниот суд дека 78%. Тие што бе сите од опозицијата, од градоначалници, од тие иземаат тие пари, одма почнаа да се прерачунува по новото, а премиерите со се овие власта уште нема на сметките, не му се регнати парите и уште тие нема земено на 78% покачување. Овие ваши сте јауа овде и гледам, тие луѓето кои не мислат сами за себе добро и за државата не мислат добро. Ајме, што мислите, дали државата излезе од енергетска и економска криза? Дали е овај најава на крајот? Секако државата имаме струја доволно, доволно се произведува и во иднина ќе се произведува доволно. Имаме струја сега, излезиме ако е за струјата, излезиме од криза и гледаме ние пазарите, по пазарите дека се полни со артикли, со роба, народот ги купува, само овие ненаситните што се луѓе, некои, како да ви кажам, јас да не ги напајам. Така, благодарам за јавувањето, а веќе по вас одиме и со рекламите, па и следуваат резултатите од Инстаграм анкетата. Повторно со црвена линија и сега време да ги слушнете и резултатите како гласа Инстаграмџи. Тука ќе ве потсетам, кликнете за следете на Инстаграм црвена линија, а еве и како одговорија таму на анкетното прашање дали ќе се пополни буџетот со покачувањето на ДДВ-то на струјата. Со да одговорија 58%, со не 42%. А ние никако на кај 100% одиме во она атмосфера каде што задолжително е добро расположение, откриваме и повторуваме нови знаења и што е најважно, имаме 50% покачување на наградите, што значи, како што вели мој колега, ќе добиете право смукалка или он, како што љуби да каже, прво смукалка. Така да, за многу кратко време ги охрабрувам сите оние кои што активно учествувате во црвена линија. Знаете како оди вртењето на телефонскиот број. Завртете на тилма и секако можеби, еве, токму денес ќе бидете добитник на една од многуте вредни награди. Се гледаме.